Почитувани гледачи, ви посакувам добре дојде во најновото издание на емисијата Очи во очи заедно со мене Огнен Јанески, во кој денеска ќе разговараме за нешто што во текот на вчерашниот ден како извештај од Светската банка беше пренесено преку медиумите, а тоа е дека пензискиот систем е неодржлив на среден рок. Или нашата тема за која што денеска ние ќе зборуваме, која веќе на екранотите може да ја прочитате, пензискиот фонд е неодржлив, ќе има ли пари за идните пензионери? Тоа е она прашање за кое што веројатно многумина кои чекаат пензија се прашуваат, особено ние помладите што сме работници се прашуваме дали по едно 30 години кога би се пензионирале би имале пензиски систем како што денес постои и оние кои можеби чекаат пензија за некоја година, како тоа би се одразило целата оваа состојба. И сите тие работи кои што ги слушаме, впрочем, од страна на известувачите по оваа тематика. Македонскиот пензиски систем е малку веројатно дека ќе може да се справи со проблемот на население кое забрзано старее, во отсуство на други реформи. Веројатно е дека ќе се случи значителен дефицит, дури и да продолжат актуелните поволни макроекономски трендови и покрај неодамнешното воведување на доброволно зголемување на возраста за пензионирање, се наведува во извештајот на Светска банка. Зголемувањето на пензиите изминатите години, како и намалувањето на стапката на придонеси кои се уплаќаат во пензискиот систем, дополнително ја усложнуваат состојбата. Владата неколку пати ги намали стапките за придонеси за да овозможи помали трошоци за работодавачи и унапредување на конкурентноста на работната сила. Ова доведе до намалување на приходите од придонеси за 1,15% од брутодомашниот производ, до зголемување на вкупниот дефицит, се посочува во извештајот на Светската банка. 0260 91 924 0260 91 925 се телефонските броеви на кои може да ни се јавувате. Велам добар ден кому. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Па, ова е веќе видена работа. Одавна се знае дека пензискиот фонд е празен, иако со закон се направи оние 3 столба, како сега што се обрзен и двата да се плаќаат по желба. Меѓутоа, треба да има основа пензискиот фонд за да може да ги исплаќа тие пензии. Тоа не погодува и нас старите пензионери и вас младите, ако не се подобри ситуацијата. На цел глас се зборува за некои вработувања, за намалување на невработеноста, меѓутоа се знае колку вработени може, на колку вработени може еден пензионер да има. Меѓутоа сето ова само се шарени лажи што викаат децата, затоа што кога има дим, има и огон. Одавна се слуша дека за да се исплатат пензиите се взимаат кредити. Нас пензионерите ни се зависни од тие кредити што ги взимаме. А што се фалеше до сегашниот премиер Груевски дека ги зголемува пензиите за 600 динара или не знам колку посто, не е битно тоа. Тоа воопшто не е зголемување. Он прескокнува еден од најважните членови во Законот за пензиско и инвалидско обезбедување, а тоа е усогласување на пензиите на 6 месеци. Тоа го немаме ние. А овие покачувања ќе ги најави во февруар, а ќе ги даде во декември. Добро. И за тоа мислам дека многу е критично и може би сите ќе останеме без пензии. Благодарам многу. Ви благодарам вам за јавувањето. Поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме со некого, повелете? 0260 91 924 или 925 се телефонските броеви на кои може да ни се јавувате. Дали се слушаме со некого? Добар ден. Имаме некој на линија, да го слушнеме во студио, повелете. Ало?
Да, добар ден, ве слушам, повелете. Јас сум, да? Да, вие сте, повелете. Само ве молам, намалете го тонот на телевизорот дома, за да не ви доцни гласот и да може да комуницираме непречено. Слушајте ме во слушалка. Добро. Да. Огнен. Ајде, повелете, ве слушам. Рековте за после 30 години, така? Не, зборувам за тие што сега сме работници, што размислуваме за по 20-30 години, а истовремено и за оние кои чекаат за 4 години пензија. Па баш за тоа да ви кажам. Не рачунајте вие да имате пензии. Добро, зошто? Тоа нема шанса. Наоѓајте се уште сега да знаете дека вие ишнемат како што одат работите, сега ќе има се помалку, кога ќе дојдеш твојата генерација за пензии, ќе има нула. Треба раздолжување, треба сите тие работи. Тоа е тогаш 100% ќе крахира системот. Така. Такви се работите. Пензии со кредити не се взимаат. И плюс тоа, младите си одат во странство. Кој тука ќе работи за да ствара пари за пензионери? Нема да има. Едноставно. Овие странците што ги плаќа овој сиромашен народ, значи им дава бенефит да не плаќаат дури ни за пензиско инвалидско осигурување, за здравство, за тие давачки. Значи од тоа ги ослободува. И тие 9000, 10, 12 колку ги дава, и од тие е ослободен. Така. Значи нема да има пари, не очекувајте пари како ние што не очекуваме. Добро. Значи кратко е тоа до распад на системот. Добро. Треба да го знаат и Аргировски, што ги лаже луѓето низ Македонија, и сите пензионери тоа треба да го знаат. Добро. Што се слика со владата. Ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас и убав ден. Пензискиот систем на Македонија е фискално неодржлив на среден рок. Ова е заклучокот на Светска банка во последниот извештај направен за земјава. При тоа се посочува дека иако Македонија направила здрави реформски мерки во последните години, од кои некои се оценети како многу успешни, како што е елиминирањето на раната стапка на пензионирање и воведување возрастни ограничувања кај општата инвалидска пензија, сепак македонскиот пензиски систем е малку веројатно дека ќе може да се справи со проблемот на населението кое забрзано старее. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушам, повелете. Добро, во поделено општество не му верувам наеднаш на информациите. Значи има информации по порачки. Пред точно недела и пол на еден медиум слушнав обратно мислење на Светска банка и на ММФ. Обратно мислење. Значи пофалено беше Македонија. Мене затоа јас ќе употребам логика. Конкретно за пензискиот систем? Слично. Не, дали е конкретно за пензискиот систем? За економскиот напредок на Македонија. Значи тоа е сосема друга стапка. Ве молам да не ги доведувате гледачите во заблуда дека ние прикажуваме некаква поинаква вистина или објективност. Не, дека вие прикажувате. Значи она што јас ви го читам се однесува на извештај кој што го објави Светската банка конкретно за пензиските реформи, пензискиот систем, а не за економскиот напредок на државата, кои што едно со друго имаат многу малку допирни точки во суштина. Може да кажам нешто? Да, слободно, само сакам да не завлегуваме во такви заблуди. Значи, моје мислење е дека општеството е поделено, антагонизирано, и јас лично за себе зборувам. Малку му верувам на информациите, дали да се од А страната или од Б страната. Затоа го употребувам својата логика, својата свест. Ако има толку вработени, на 12.000 денари плата се плаќаат 4.600 денари придонес. Тие придонеси одат во фондовите, здравствен, пензиски таму. Сега, како е можно кога се полна, имаме повеќе вработување, да има празен фонд? Значи нема логика. Стареело населението. Да, старее населението, точно. Меѓутоа стареат и обврските. Значи, можно е, не знам. Едноставно, Сократ рекол сега, знам дека ништо не знам. И верувај Огнен, се повеќе не знам. Не е ова кукавиштво да речиш не знам. Меѓутоа, кој се наоѓаш во една пинг-понг маса, кој ќе нон-стоп те маваат со целулоидни информации, али ја стопчето, еден ден ќе избегаш од мрежата. Добро.
Ви благодарам за јавувањето, токму затоа човек според својот здрав разум и својата здрава логика се обидува да изнајде онаа страна која што смета дека му прилега на неговиот разум и на неговото размислување во правецот на кој што се наоѓа неговата идеологија. Но, кога станува збор за извештаи, кога станува збор за статистики кои што ги објавуваат и светските меѓународни организации, но и домашните, секогаш треба да се разгледа дали станува збор за истата тематика, она што сте го слушнале пред недела и пол некаде и она што го слушнате денеска на друго место. Значи, едното истражување кое вие сте го слушнале, затоа не сакам такви заблуди во емисија, па потоа другите гледачи да се наведат кон сосема погрешна страна. Тоа што вие сте го слушале за економскиот напредок не е истото истражување со она што сега беше објавено, а се однесува на пензискиот систем во Република Македонија. Значи, тие две теми се сосема различни во начинот на истражување и во пристапот кон истражувањето на методологијата. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Не ни требаат никакви информации, све ни е јасно како бел ден. Во врска со темата, значи. Треба да видиме средни доколку сегашните пензионери редовно ја земат пензијата, што јас чисто сумњам дека ќе ја земат. И тоа во скора иднина. А што се однесува до вас, помладите, за жал вистината треба да ја кажеме, нели? Каква и да е. За жал нема не да ја земат, него нема да ја видат. Значи тоа се бабини деветини, Маргировски, тоа лажговски од владата што го лажат овој народ со урли, со крстеви, со ајде да не речам нешто друго. Значи крајот ќе ни биде многу крајот ќе ни фактички крајот ни е пред нас. Со овие арами како што се покажа до сега, нели? Значи народот дефинитивно нема да јаде, а стават... Јас сум албанец. Све ми треба, само орел не ми треба во Топанско. Добро. Све ми треба, само орел не ми треба. Така, добро. Ве молам да не ја прошируваме темата сега во таа насока, да се задржиме само на ова што се однесува на пензискиот систем. Ви благодарам јас за јавувањето. Поздрав до вас. При тоа се појаснува дека според основното конзервативно сценарио, пензискиот дефицит би достигнал 10,5% од бруто домашниот производ до 2030 година. Дури и во ситуација на високи стапки на раст, тој ќе се искачи до 7% во периодот до 2030. Имплицитниот пензиски долг се проектира да остане над 400% од бруто домашниот производ, што е висока стапка, споредено со меѓународните стандарди и ќе представува големо оптоварување за идните генерации. Светска банка анализира и дека придонесот кон вториот столб е премал за да даде принос кој ќе овозможни компензирање на намалените бенефити од столбот на генерацијска солидарност за учесниците во повеќе столбови. Дефицитите во столбот на генерацијска солидарност на краток и среден рок ќе ги исцрпуваат јавните средства и ќе го пролонгираат зголемувањето на стапката на придонес за вториот столб. Како последица од тоа, великодушните пензии само кај столбот на генерацијска солидарност можат да доведат до социјално неодржливи пензии, кај повеќе столбови во иднина се вели во извештајот на Светска банка. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Ова се осеќа уште од порано. Поранешниот министер за финансии Никола Поповски не џабе ги држеше пензиите, не ги покачуваше, бидејќи веќе се осеќаше дека фондот не се полни доволно со пари за да има покачување на пензиите. Меѓутоа дојда овие домаќините ги покачија за 8%, луѓето се прерадваа, меѓутоа не размислеа дека еден ден ќе дојдеме во ќорсока, ќе еве во ќорсока, тука е. Иначе, пензискиот фонд, јас колку што знам, се издвојува негде околу, ми се чини, се полни со отприлика 47%. Тука некаде отприлика 40 и нешто % од она што би требало да влезе во него за да биде за пензионерите да земат нормална пензија. Меѓутоа се полни само со толку.
Значи, кај се оние 53%, да речиме. Нив никаде ги нема тие, значи, одат со позајмици, одат со, што ти ја знам таму, некои фиктивни, не знам, и јас веќе фиктивни средства, му се давам на луѓето пари. Иначе, во пензинскиот фонд издвојуваат само оние што се вработени во Македонија, оние што се вработени во овие предпријатијата што се од Белизе, со капитал од Белизе и од Кајманските острови, тие се ослободени од сите давачки во оваа држава. Така да, јас мислам дека така не можеме да продолжиме понатаму. И навистина на државата му треба салам домаќин за ова работа горе-долу да ја регулира. И во еднина да може да се рачуна дека еден ден некој ќе стигне до пензија и ние што сме веќе во пензија, дека и понатаму ќе ги земаме пензиите. Добро. Толку од мене. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Ало? Ве слушам, повелете, добар ден. Добар ден. Ало? Дали ме слушате? Ало? Да, јас ве слушам, повелете, добар ден. Као се мешат гласови. Ало? Не се мешаат гласови, само вие сте во програма, повелете, ве слушаме. Гледач од Скопје. Поздрав до вас, повелете. Вака. Македонија е тотално плjačкана земја и тоа од домашни вандали. Ало? Да, ве слушам, господине, зборувајте, нема никакви пречки во програма. Кога почна распадот на системот Југославија, Македонија имаше околу 18 милиарди евра општествена собственост. И тогаш во тоа време првиот председател што беше Киро Глигоров, као ќе правеше Швајцарија на Балканот. Меѓутоа, тие 18 милиарди марки беа тогаш, значи, прилike 9-10 евра, тие испарија, никој крај не им знае. Освен тоа, уште имаме нови задолжувања од околу 5-6 милиарди. Фондовите сите се испразнати. Јас, на жалост, нешто историја помалку знам и убеден сум дека таков тероризам, таков вандализам не направиле ниту римјаните, ниту турците, ниту србите, ниту бугарите, никој колку ние сами што си направивме. И сега се прашуваме кој може да стави ред во таа држава. Па тие што треба сето тоа да го исправат, да го дотерат, па тие се влезени во тие криминални творби. Затоа јас едино за сега се надевам Белкин, ова специјалната обвинителка Белки ќе тури некој крај. Иначе јас сум пензионер, исто сериозно сум загрижен дали воопшто по-млад, по-нов пензионер да речем, дали воопшто ќе има што да живеам во некои наредни години. Добро. Така да многу ни е сериозна длабока работата и би требало длабоки орење за да се стави крај на сето ова. Добро. Благодарам, поздрав. Ви благодарам за јавувањето, поздрав и до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме со некого, повелете? Во анализата на пензискиот систем, Светска банка посочува дека трошоците на Македонија за пензии од аспект на бруто домашниот производ во 2014 година изнесуваат 9,6%, што е малку над просекот од 9,2, карактеристичен за државите од Централна и Југоисточна Европа. Иако пензиските реформи во Македонија беа добро планирани и успешно имплементирани, законската обврска за пензионирање на 64 годишна возраст за мажи во моментов е најниска во регионот, а возраста од 62 години за жените е втора најниска кај државите од Централна и Источна Европа. Стапката на доспевање од 1,6 е највисока и начините на индексирање на вреднувањето, односно валоризирањето на платите и швајцарското индексирање се највеликодушни ако споредиме со државите од Централна и Источна Европа, се посочува во извештајот. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Поздрав до вас и за вашата емисија. Благодарам, поздрав и до вас, повелете. Значи, ова ништо не е ново. Тој што разбира, ова ништо не е ново за него, него е дојден моментот кога има една пословица ќе пукне тиквата. И сега више она е распукана уште да се разлета. Ја уште ова го кажував пред 2 години. Не може ти иде странска инвестиција, му плаќаш субвенции, му даваш за доприноси, субвенции му даваш за... Кој ќе ополни овој пензискиот и здравствениот фонд, ако нема доприноси?
Значи, нормална држава се ги собира доприносите и после тоа знае да ги пласира, да ги даде, за да може да има обрт, за да може да се внесе од пау државата и се да се намножува. И у приватниот, да речеме, сега више нема више општествено, и у приватниот бизнис и државата да има пари. А вака се знае дека ќе тоа има луѓе по 40 години што внесуеле пари. Кај ќе се тие ними пари? Утре што кажа овој пред мене господинот, загрижен сум ја кога млад пензионер. Мислам, ја не сум пензионер. И управо се луѓе да добијат загрижени. Нема пари, луѓе. Нема пари. Кој му го даде тоа право субвенции? Денеска слушам на Собраниска седмица пратеничка на ВМРО. Ние даваме волку субвенции. Од каде давате? Од дома ли ги донесовте? Само едно Европа што го носи законов новиов, оваа романкава, да им содземе сето тоа, да се врати од државата и да дојдат, што кажавме, некои по-паметни луѓе, што знаат да го менаџираат тоа и некако да управат. Иначе мафние, ќе нема пензии, ќе нема ни здравство, ќе нема ни социјална помош, ќе нема ништо. Значи, само уште на секунди и нема да ви одземам време. Ти си ми сега добро. Запамтете ми го зборов, да пушти по една година, ќе им биде лошо по една година. Да не дозволат да дојде до лошо. Добро. Благодарам, пријатно. И благодарам и јас за јавувањето. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Али, добар ден. Ве слушам, повелете. Сакам да кажам, навистина вака може да се случуваат такви работи, али се мислам дека е тоа кризата во Македонија. Што се случува, а и многу уште лоши работи и ке се случуваат, јас бар така мислам, и од едната, и од другата, и од третата страна. И колку се повеќе лоши работи се случуваат, не е само пензискиот фонд. Многу лошо се ќе оди. Што значи, треба овие наши политичари да се освестат, било едните, било другите, било третите, да работат за државата, а не за партиите, за личните работи. Било да е тоа ВМРО, ВАЕ, Фахмети, така натака. Сега денеска слушам, сега пошто за крстот, нали вчера имавте тема, сега слушам дека денеска во Сарај ќе се дигнало, не знам, 50 метра, но како се вика, заставата мигна, албанска. Што е тоа? Значи веќе почнаме меѓуетничките. Нешто се случува. Ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Кажав и пред малку на еден гледач дека нема да ја прошируваме темата на нешто што сме го разговарале во текот на вчерашниот ден. Можевте да се јавите тогаш. Добар ден, дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Ве слушам, повелете. Темата е одлична, за пензискиот фонд. Така, повелете. Имено, некои работи мислим Скопје со предвидувањата за пензискиот фонд. Има пословица, вели, не му верувајте на ѓаволот, никога поклони ви дава. Истото сега се случи со пензискиот фонд. Имаше, нели, покачување за 8% на пензиите се ведам. Никој не се запраша од каде се текли. Второ, администрација имаме повеќе од колку во приватен сектор. Некој друг ја рани државата за други да земат пензии. Ние помладите, например, што сме вработени, што плаќаме пензиско и здравствено, не верувам дека ќе дочекаме да земеме пензија, стабилна пензија. Има многу што да се каже за овој пензиски фонд, каде шкрипат работите. Работите се тотално изместени во пензискиот фонд. Тотално. И, нарочито сега старе, ова не е за среден рок. Значи, овие предвидувања ќе ни се случат за 1-2 години максимум. Нема млада работна сила во Македонија, нема кој да го полни. Сега се плашам дека ќе се изголемат казните, ќе оди на казнена политика државата за да се полнат фондовите. Не знам. Така. Значи, стварно ситуацијата е критична. Ви благодарам што ми слушате и пријатно. Ви благодарам и јас за јавувањето. Поздрав до вас. Зголемувањето на пензиите изминатите години, како и намалувањето на стапката на придонеси кои се уплаќаат во пензискиот систем, дополнително ја усложнуваат состојбата. Владата неколку пати ги намали стапките на придонеси со цел овозможување помали трошоци за работодавачи и унапредување на конкурентноста на работната сила. Во 2009 година стапката на придонеси за столбот на генерацијска солидарност беше намалена од 21 на 19%, а потоа и на 18% во 2010.
Како резултат на овие промени од 2007 година до сега се забележува зголемување на пензискиот дефицит. Од аспект на бруто домашниот производ овој дефицит се зголеми од 2,9 во 2007 на 4,5 во 2013 година. Во овој период пензиските приходи се намалија од 5,9 на 5,7 како удел во БДП, анализира Светската банка. Добар ден. Добар ден. 2006 година Македонија имаше 200.000 пензионери и 400.000 без работа. Ајде да кажеме во Бугарија. Бугарија, тетка ми професор, има 5.000 денари пензија. Не може вика въже да си купам. На бугарски го кажувам тоа. Тетка ми 3.600 има во Софија 3 пензија. Не, јас бидејќи патувам секој пат, просечна плата во Бугарија на 3 милиони народ е 150 евра, на 2 милиони 300 евра. Значи, нешто што знам, кажувам. Значи, ако не се случи овие глупости 2 години, со бомбите, со петардите, ако доде инвестиции, мене 20 инвеститори ми избегаја, со 400-500 милиони евра, нешто е 50 милиони евра, ќе отива во Канада, ќе не, пензионерите ќе има, јас од 12.000 имам са 16. Баба ми од 2006 година има 10.000. Значи има некој за живот. Али не знаме со овие титовите пионери што се јавуваат и сликата на Тито што имат, што критикуваат. И тие се возат 4 пати без пари, и тие одат на бањи, и тие водат со возови одат без пари. И тие добија сите, значи колку да, а цените и на шеќерот и на зетин на брашното, јас гарантирам дека се поевтини него 2006 година. Цената на зетинот 2006 година беше дипломаци 92 денара, сега е 60. Цената на шеќерот беше 50 денара. Сега е 30. Зашто? Нема ДДВ, падна ДДВ-то, падна и царината. Значи да не кукаме, пензите се добри и само ако ќе има избори, не важно кој ќе победи. Али да победи нека опција која навистина ги качи пензиите. Ние ќе имаме доволно пензии. Шо е 4 милиарди долари Македонија била заборчена? Глупости. Грција е 200%, Србија е 100% повеќе од брутно општениот производ. Јас најтврдам, најодговорно, дека ние имаме највисоки пензии од окружувањето, само Грција има повисоки пензии. А овие што кукаат, она, тоа си е нивно право и не е ваш муабет да ги критикувате. Ви благодарам за јавувањето. Да, таа разлика е само што Грција и Србија, кои што ги споменавте за пример, нема, ајде ќе речем 2 милиона жители, а не 1,5 милион жители. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Па вака, јас народски би се изразила. Ајде. Пензijskиот фонд е неодржлив. Така? Па вака ќе кажам. Во минатото јас кога работев од 80-та некаде до 95-та година, 22 вработени, обслужувавме еден пензионер. Добро. А сега, 1,5 вработен, колку пензионери обслужува? Колку? И сега 95-та година останав без работа. Фала му на Бога, 18 години бев без работа. Добив пензија во економски факултет, референт бев по статистика и распродажба, 6.800 денари. Какви стресови ние преживувавме и колку ќе живееме? Дали некој се запрашал колку пензии, колку пензионери умира и на кого останува пензиите? Народски кажано. Пензijskиот фонд не бил неодржлив. Не знам. Добро. Го кажав своето, значи, кажувам 6.800 зедов пензија и колку ќе ми се покачи, биле високи пензиите или... Ајде бе да живееме, да бидеме здрави, живи и позитивни, како 18 години поминат без пари, ако треба да ми се запри пензијата, нека ми се запри, само нека бидеме живи и здрави. Ама дали ќе бидеме, тоа е прашање. Добро, ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Да, тоа е најклучниот дел од целото јавување, дали ќе бидеме.
Тоа е прашањето. Светска банка оценува дека се забележува зголемување на сиромаштијата кај населението на возраст од 65 години и повеќе во периодот 2010-2012 година, но истата и понатаму е на највисоко ниво споредено со сите други возрастни групи. Што значи по старите лица во Македонија е помалку веројатно дека би биле сиромашни во споредба со помладите. Пријатно.